Почитувани сограѓани ви се обрекам повторно во врска со зонското паркирање, но овој пат ќе понудам конкретни решенија од кои што ќе се види дека зонското паркирање не е решение, туку дека решение се изменет сообраќаен режим и нови паркинг места како што ветија градоначалникот и мнозинството во Советот. Во градот има неколку невралгични точки, една е централното градско подрачје, други две се подрачје така и детските градинки Сончогледи и Детска радост, трета е подрачјето кај Новиот пазар. Проблемот во централното градско подрачје се решава со две катни гражи, една на Стариот пазар, друга на паркингот кај што беше куќата на Оџа, и од кога ќе се направат овие две катни гражи, улицата од Стариот пазар кон Стоте маси се до раскрсницата после општината може комотно да се затвори за сообраќај, затоа што од овие две места, од Стариот пазар и од паркингот кај што беше куќата на Оџа, до сите бутици, продавници, институции во центарот на градот се стига за нецели 2 минути пеш. Пред градинката Сончогледи, помеѓу дворот на градинката и улицата има една празна парцела, која што комотно може да се пренамени за паркинг место, така што родителите кога идат да ги земат и да ги остават своите деца во градинка, нема да има потреба да остават, да ги остават автомобилите на улица, ќе ги остават на паркинг и нема да има никаков застој на сообраќајот на улицата. За жал, во близина на градинката Детска радост нема место за нов паркинг, но тука проблемот може да се реши со изменет сообраќаен режим, така што сите тие улици околу градинката, во кругот на градинката, може да се направат едносмерни, така што ќе се влегува во кругот од кај кафичот Сити, ќе се продолжи во насока кон Пионерски дом, десно кон градинката Детска радост, потоа десно пред болницата и ќе се излегува на главната улица. Така ќе се растерети сообраќајот и нема да има застој во сообраќајот. Кога е во прашање подрачјето кај Новиот пазар, уште кога се пушти во употреба Новиот пазар, се види дека паркингот на пазарот е премногу мал дури и за пазарџиите, кои со своји автомобили носат производи, а камоли за оние кои што идат да купуваат. Па така сите што доаѓаат да купуваат, веднаш почнаа да паркираат од спротива на оние два големи празни плаца, кои што беа перфектни за паркинг место, но сега таму никнаа две огромни згради, така што тука ќе мора да се направи нов паркинг и тоа порано додека има уште некоја празна парцела, а во меѓувреме проблемот со гужвата тука може да се реши на ист начин како што предложив во подрачјето кај градинката Детска радост, сите улици околу Новиот пазар, паркот пред зградите и комплексот згради да се направат едносмерни и тоа само за време само за пазарни денови. Што се однесува до широките улици во градот, на кои што постојано од двете страни има паркирано автомобили, има едно универзално и многу лесно решение, кое што се вика велосипедска патека. Од двете страни на улицата, на местата кај што се паркирани автомобилите, има комотно место за по една велосипедска патека и ако тие се направат, се наредат ступчиња, улицата автоматски ќе се стесни, ќе останат две ленти на кои што збираат само по еден автомобил и со тоа автоматски паркирање и застанување на улицата ќе стане невозможно. Ако пак тоа се направи, на тоа се додадат и добри паркинг места за велосипеди во школските дворови, во основните училишта и во гимназијата, каде што учениците ќе може да ги клучат своите велосипеди, автоматски ќе се реши и проблемот со гужвата пред основните училишта и пред гимназијата. Ете решение за сообраќајната гужва и за недостатокот на паркинг места. Во градот има и беззонско паркирање, ако воопшто зонското може да се нарече било какво решение.